А сега поздравете го идниот градоначалник на град Скопје, Јани Макрадули. Драги пријатели, соседи, почитувани соборци од Сојузот за еднината, добро вечер. Добро вечер и еден лајк за оние што не следат на интернет. Ова е вистинскиот лик на нашиот плоштад, полн со луѓе, виножито од бои кои доминираат врз сивилото на каменот. Победнички дух, каков што го почувствував на 8 септември 1991 година, кога тука ја прославував независноста на Македонија. За Скопје често велат дека е како котел, географски заради котлината, временски ради изгор летото, котел како што земјата врие од време на време. Скопје е град создаден за вриежи, така е вечерва. Скопје зоврива и најавува промени. За жал, во изминатите 3 години Скопје доживеа идеолошки и урбан земјотрес. Скопје денес личи на пародија проектирана од турбо фолк политички архитекти. Лавиринт од мегаломански објекти без значење, објекти кои безмилосно го земаат лебот од устата на граѓаните, споменици кои наводно представуваат некаква победа, а всушност единствената победа што ја символизираат разноразни фигури, Прометеи, коњи и ангели е победата на лудилото и криминалот врз разумот. Денес антиката и барокот како со гума го брише Скопје, символот на светската солидарност. Денес со бројките на мнозинството бесрамно се газат емоциите на милиони семејства скопјани. Денес дрско се менуваат имињата на улиците. Водно и Мексико се третираат како комунистички творби. Од музеот на град Скопје се симнуваат безвремени букви, символи на единството и солидарноста. Денес не само што сакаат да го променат личниот опис на градот, туку ја прекројуваат историјата, сакаат да го променат нашиот идентитет. Денес власта само со едно гласање се пресметува токму со оние кои го ослободија Скопје и ги дадоа своите животи за Македонија. Се расфрлаат со народни пари, а спомениците на ослободителите на Скопје стојат обезглавени и целосно запуштени. Денес Коце има пари за гусарски бродови, но борците кои го слободија Скопје и ни ја донесоа слободата, власта ги изфрли на улица. Но без дилема, зад сето ова се крие само еден мотив – крадење на парите на граѓаните. Ова финансиско злосторство засега чини половина милиарда евра. На растечката сиромаштија, невработеноста, Груевски и ВМРО ДПМН дрско одговорија со уште повеќе забегани проекти. На секоја анкета, каде граѓаните јасно се спротивставија на овој проект, без око да им трепне, измислуваја позабегани објекти, од панорамски тркала до златни гаќи. Драги пријатели, да, Скопје треба да има и театар и филхармонија, но не и расипнички криминални градби. Затоа, како кандидат за градоначалник на Скопје, сакам јасно да порачам, ние нема да правиме штета.
па не сме ние ВМРО ДПМН да рушиме легален објект како што беше Космос. Овие споменици се од парите на граѓаните, но после победата ние ќе спроведеме целосна ревизија на проектот Скопје 2014. И не само што ќе ги расчистиме сите незаконски и криминални активности на сите учесници во проектот, туку ќе бараме вистинска казна за ова злодело врз Скопје и Македонија. Во иднина, се што ќе правиме ќе биде исклучиво врз основа на општиот интерес на граѓаните и нивните барања. Почитувани, за жал Скопје 4 години како да нема градоначалник. Наместо градоначалник со своја визија, Скопје има потписник. И тоа потписник исклучиво на идеите на еден човек. Како што посакува се да е негово. Груевски се избра да има и личен градоначалник. Само за него. За жал, тие потписи се без да види што има внатре, без покритие, а со тие потписи се задолжуваат граѓаните на Скопје со скапи кредити, со милиони евра. Код се тргнал по логиката, ако може владата да не заглавува, тогаш можам и јас. А и што постојано се задолжува, туку е мераклија да подпишува простувања на владини институции. Минатата година само за 2 објекти прости комунали во вредност од 500.000 евра, а сега само за зградата на Илинденска 2, Коце на Груевски му прости 123.000 евра. Тоа ли е домаќинско водење на градот? Зарем не ке беше подобро со тие пари да се купат кабинетски услови за практична настава во сите средни училишта во Скопје? Или пак што лошо ќе виде учениците ако се заменеа сите прозорци во сите средни училишта во Скопје и зголемеше енергетската ефикасност? Без да знае, ниту да биде прашан, Коце подпишуваше и потроши 350 милиони евра. Каде отидоа тие пари? Па со тие пари до секој дом во Скопје ќе донесевне природен газ. Граѓаните, школите, фирмите, ем ки имаја топли радиатори, ем ки имаја поевтини сметки. И тоа е разликата помеѓу нас и нив. ДПМН се залага за барокно Скопје 2014, СДСМ за гасифицирано Скопје 2017. И затоа зашто работи како потписник на Груевски, на Коце како најголем успех му остана доручекот на камениот мост, кој прерасна за жал во тепачка на гладните усти. Мост кој наместо како символ на Скопје да спојува и споделува, се претвори во слика за мизеријата која креира владата на Груевски. Но, драги мои пријатели, Скопје не е само плоштадот. Градот и сите останати општини се заложници на премиерските детски соништа, кичот и бизнис интересите на урбаната мафија лоцирани во фамилијата. Додека власта ги инвестира народните пари во барок, одредени места во Скопје живеат како да се во среден век. Па на само 1 километар од овај плоштад, граѓаните од Маџир Мало немаат фекална канализација, но кога ќе излезат од своите домови, во Вардар ќе видат врби. Добро, не било какви, уметнички, и тоа 250.000 евра. Езерото Треска во Сарај е еколошка бомба и извор на зарази. Децата на Златно Славејче во универзална сала се смрзнуваат и седат со кебиња. Ромите во Шуто Ризари ги манипулираат со азил наместо да добијат социјални станови. Во аеродром цели населби чекаат да им се асфалтираат улиците, додека градоначалникот на секој 3 месеци прекопува баш една иста фонтана. Денес во Ѓорче Петров нема парно систем. Да бидам искрен, заради енергетската неписменост и криминалот во владата, немаме и ние во другите делови од градот. Власта има и време и пари да го копира проектот Скопје 2014 во кисела вода, но нема ниту време, ниту пари да ги реши вработените на ОХИС. Министерот по потреба купува камери да ги дзирка лекарите
и пациентите по клиниките, но во општина Бутел се уште нема здравствен дом. Газибаба се гуши во загушеност, придонесувајќи Скопје да биде најзагаден град во Европа. Тоа не смее да биде нашата реалност. На Скопје му требаат функционални решенија. Скопје мора да е град со одржлив развој, а тоа е можно со човек кој ги разбира проблемите и има јасни приоритети во чиј центар е интересот на граѓаните. Јас сум подготвен да бидам таков градоначалник. Градоначалник на цело Скопје. Градоначалник кој ќе го обедини Скопје во различностите. Градоначалник кој ќе се спротистави на трошењето народни пари за уништување на Скопје. Градоначалник кој што наместо златни огради, рингишпили и панорамски тркала ќе вложува во гасификација, образование, култура, во одржлив развој, во развој на мали и средни предпријатија и во најубавото во спортот. Наместо градоначалник на еден човек, спремен сум да бидам градоначалник на 610.000 граѓани. Почитувани сограѓани, изминатите години си изнаслушавме дека Скопје наводно бил ВМРО-вски град. Скопје не е ниту на ВМРО, ниту на СДСМ. Скопје е на скопјаните, гордост на Македонија. Скопје не е приватна собственост на ДПМНЕ. Скопје е на град на кој сите го сакаат, се грижат и дишат заедно со него. Град во кој младите ќе работат, а нема да се сликаат со спомениците. Децата ќе одат во модерен лунапарк, а не да се плашат од барокните столбови. Шумата на Водно нема да се уништува заради профит на урбаната мафија. Родителите безгрижно ќе ги праќаат своите деца во школо. Ќе има зелен коридор од Матка до Градски парк. Во Скопската чаршија, наместо кршење излози, ќе кршиме предрасуди. На Кале, наместо полициски блокади, ќе се ужива во прошетките и погледите. Затоа токму од овај Скопски плоштад им порачувам на ВМРО ДПМНЕ. Тргнуваме во политичка битка да ве поразиме. Решени сме да ги запреме вашите погрешни и криминални политики. Подготвени сме за враќање на нашиот украден град. Драги сограѓани, скопјани, секој од нас премногу го сака Скопје за да дозволи и следните 4 години да изгледаат исто како вие зад нас. Во Скопје никогаш повеќе нема да има забеган луксус на малкумина наспроти живеачката на сите. Затоа, кандидати од ВМРО ДПМНЕ, кои да сте, слободно останете си заробени во лагите и барокното минато. Ние имаме поважна работа, ние си ја сакаме иднината сега, си го сакаме Скопје назад сега. И бидете уверени, тоа ќе се избориме. Скопје од вечерва повеќе не е ВМРО-вски град. Да живее Скопје, да живее Македонија!